Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Но интересно е тоа, еве да навлеземе малку во темата, дека прашање за професорката, еве баш пред да почне емисијата дискутиравме за едни фрапантни податоци. Ако се спореди со периодот пред 10 години, бројот на ученици во основното образование е намален за 45.505. Тоа значи ако 2006-2007 биле запишани 231.497, изминатата учебна година тој број изнесувал 185.992. Што мислите зошто се случува ова? Ова прашање јас го имам истражувано одреден временски период. Скоро и работев конкретно на оваа проблематика, значи намалување на бројот на ученици запишани во основно училиште, во средно училиште, во руралните средини и податоците навистина потврдуваат ова ситуација која што ние ја предпоставувавме како демографи, очекувавме дека бројот на ученици во Република Македонија се намалува. Прашањето е зошто и кои се причините кои што доведуваат до ваквата состојба. Преска кога се подготвувавме за разговорот, рековте дека науката е чиста работата. На овие трендови може да влијаат наталитетот или морталитетот и миграциите. Тоа се два фактори што влијаат на... Така, школско обавезниот контингент или населението кое што е вклучено во образовниот систем произлегува од претходните раѓања. Значи, треба да имаме одреден демографски потенцијал, да имаме одредена бројка на население, која што ќе достигне одредена возраст кога треба да се вклучи во образовниот систем. Меѓутоа, кај нас таа бројка од година во година постојано се намалува и веќе последниве години, велиме, 50 и повеќе илјади ученици помалку. Резултатот ваков е бидејќи имаме постојано намалување на наталитетот, како една од компонентите која што ја определува бројната динамика и структурата на населението. Факт е дека во Република Македонија се помалку се раѓаат, значи стапката на наталитет е во опаѓање, а на тој и фертилната стапка, која што исто така важен показател во природното движење, која што ни покажува колку деца во просек раѓа една жена во текот на својот фертилен период. Ако таа бројка е помало од 2,1 дете, значи ние имаме стеснување на биолошката основа и се помал прилив на генерации ки имаме. Таа бројка 2,1 е критична. Кај нас е пониска и аналогно на тоа се јавува помал прилив на нови генерации, акумулативно доведува и до помала бројка на запишани ученици. Меѓутоа, тоа не е единствената компонента. Тука важна улога имаат имиграциите. Преселувањето на младото способно население кое што со тек на време достигнува возраст кога треба да оформи семејство, па да тие деца после треба да одат во училиште и така натаму. Значи има и трендови на млади парови со мали деца кои што решаваат исто така. Па има и такви ситуации, мислам. Дона, колку деца сте во семејството? 2. Има ли точен податок колку изнесуваат? Нема попис, нема, меѓутоа се знаели, според некои други показатели, колку изнесува денеска бројот на едно просечно семејство во Македонија? Па помалку од 4. Тоа го ние сметаме преку просечната големина на домаќинствата. Државен завод за статистика тоа го публикува, инаку има и податоци за семејствата и нивната големина, меѓутоа таа бројка е помалку од 4. Кога веќе зборуваме за миграциите, МОВ континуирано прави истражување кај младите. Се сеќаваме на истражување пред неколку години, велеше дека над 60% тогаш на младите сакаат да ја напуштат земјата. Точно. После тоа, најновото истражување, колку поправете ме ако грешам, кажа некоја фрапантна бројка, дека над 90% од младите веќе ја имаат таа желба.
Има повеќе истражувања на таа тема. Нашето кое прво нас не шокираше и беше пред повеќе време, беше за трендовите кај средношколците. И од средношколците на прашањето каде се гледате себе си за 10 години од сега, 45% од нив одговорија дека се гледаат надвор од Македонија. Значи половина од нашите средношколци својата иднина не си ја гледаат во земјата. И не сме го имале податокот со 70% ние, ама така идат податоците. Знам дека ФЕС имаат издадено заедно со ИСП една студија од 2013 која што чинам 63% беа. На таа веројатно. Да. Од младите кои својата иднина исто така ја гледаат во странство. И има неколку различни истражувања кои што сите водат кон истиот заклучок, дека тоа е кога младите се прашуваат каде посакуваат да бидат или каде се гледаат, многу голем дел од нив не се гледаат во оваа земја. И ние покрај тоа што ги имаме миграциите од не само село град, туку имаме миграции од периферијата на Македонија кон главниот град. Ние се соочуваме со уште поголеми трендови на миграции надвор од земјата и младите луѓе едноставно не си ја гледаат иднината тука. Има ли истражувања порано што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Сега, например, како ги прашате младите, да ви одговорат сакам да работам во администрација или сакам да работам во странство. Има ли такви одговори? Има одговори, најпривлечено. Порано беше, се пошегуваме, кога ќе порасна сакам да бидам шеф. Шеф во Баргала, шеф во Македонка, или директор, или лекар. Сега што одговара? Шеф треќе смене. Најпривлечен работодавач во Македонија за младите луѓе е јавната администрација. И сега не изборам подкрепено на, не знам, анализа на истражување, но на лична перцепција, јавна администрација општа. Најпривлечен Да. или најсигурен? Тоа е тоа што сакав да го кажам. Значи, сметам дека јавната администрација е најпривлечна поради тоа што е најбезбедна, поради тоа што е најстабилна. Прво, бидејќи многу луѓе го знаат. Па не е баш безбедно, се смени властот, проблематично може. Да, ама влезот е и за едните и за други. базиран на партиската книжка, не е толку на твоите компетенции и способности. И вториот момент е што е многу посигурен од имањето на бизнес, каде може да се соочиш со драконски казни, каде што влегуваш во неизвестност, инвестираш Да го средства. упростиме тоа, можеби најдобар одговор бил кој ќе пораснам, сакам да се зачинам во партија. Тука веќе е различно. Например, исто има едно истражување кое што покажува дека многу голем дел од луѓето сметаат дека вработувањето одат преку партиска книжка и го осудуваат тоа. Но кога се прашани дали тие самите би го направиле, истото одговорите се менуваат. И тука веќе не осудуваме, тука велиме па да за себе си би направиле. Кога веќе мора, нели? Да. Сигурноста на семејството. Белата чума како судбина, намалување и старење на населението. На младите светот останува, тоа треба да се смени во на старите светот останува, кој веќе млади нема. Демографски трендови, економски импликации. Имаме квиз за вечерва. Квизот гласи вака. Точниот број на жители на Република Македонија го знае ДИК, Државната изборна комисија, Министерството за внатрешни работи, Државниот завод за статистика или никој. Второто прашање, што е тоа фертилитет? Ако ја слушавте внимателно професорката Мажи, ќе знаете лесно да одговорите. Третото прашање, насловот на песната е Бела се чума зададе, Црна се чума зададе или чумата да ја отепа. Насловот на познатата народна песна. Одговорете со точно или неточно. Јосип Броз Тито рекол: со ваква младина треба да се плашиме за својата еднина. Точно или неточно? Благица Новковска е директор на Државниот завод за статистика на Република Македонија. Точно или неточно? Андерграундот што вели? Многу ми се допадна овие прашања вака како за квиз, едва и чекам да ги знаеш? Да, Нешто знаеш, нешто 20%. Во меѓувреме додека споро читаше, јас некако си изгуглав, така да ги поканувам и слушателите да учествуваат во овој квиз и да кажат своји мислења, одговори. А имаме ли нешто од минатите емисии? Одговорите од минатата? Ги прочитам. Да, ги прочитаме на крај процентите, само она што сакам да кажам дека една од можностите да се биде дел од ова издание на Ноќен експрес е да се Моќен експрес, ова ми се свиѓа повеќе. Моќен. Моќен експрес. Така е, пишување коментари на зидот на Facebook, на профилот на радиомрежа Канал 77, Твитер акаунтот ни е актуелен, Канал 77, кој ова ноќ функционира со хаштаг Ноќен експрес. Оставете коментари, најатрактивните ги читаме во живо, а некои ќе добијат и шанса за подарок.
ако сме веќе кај социјалните медиуми што Петри љуби да каже дека тоа е андерграунд, ќе почнам со ретвитање во живо на еден актуелен со темата. Чудна младина. Не им се работе за без пари. Работе. Да. Така би требало да биде. Но во секој случај, бидејќи имаме малку простори за музика, имаме За нешто... 200 евра пижами не се облекувам. Па не. Мислам дека Александра Јанева ќе запее нешто, подиме со рекламите и повторно се На враќаме. прашањата, на овие прашања можете слушателите да говорат на 032 397 707 397 727, значи Може може да се вклучат секако, знаете, на канал 77 слушателот секогаш има предност. Имаме реклами, после тоа Јанева ќе е слушаме едно видео интервју со Дончо Герасимовски, поранешен директор на Државниот завод за статистика. Ќе го најавиме посебно, да ги слушаме рекламите, па се враќаме. Радиовизија. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уника. Здраво, сум Вања Мицевска. Здраво, јас сум Гоце Јованов и со нас се дружите секој работен ден од 7 до 10. Заедно да си посакаме добро утро. Здрав, природен, вкусен и единствен оброк. Готов за само 5 минути. Супи од Макс Струмица. Супи со полн вкус. Ве мачи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Почесто игротеки, поредко дискотеки? Каков пензионер си стана? Време е да провериш на penzija.mk и да се информираш за твојата заштеда. Врвно ХД доживување со кристално јасна слика и најбараните канали било каде во Македонија. Нова платформа Total TV V2.0 со најмногу канали по висока резолуција веќе во основната понуда. Со Синестар премиер пакет 2 години бесплатно. Бесплатна инсталација, сет-топ бокс и антена. Total TV, 10 години со вас. Контакт центар 02 30 63 000. Се зборува дека првата тура била од куќата. Крали Марко, верни на традицијата и квалитетот од 1902. Радиовизија. Реклами. Billy Ray was a preacher's son. When his daddy would visit, he'd come along. When the get around started talking, that's when Billy would take me walking. Out to the backyard and we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Ooh, yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When it started sweet talking to me, you come and tell me everything is alright. Kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Ooh, yes, he was. How will I remember to look was in his eyes?
much we've grown, and the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Ooh, yes, he was. He was a sweet talking son of a preacher man. The sweet loving son of a preacher man. The sweet talking son of a preacher man. Ooh. Son of a preacher man. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Македонија во 2100 година ќе има 1.200.000 жители. Зошто Светска банка да ни каже дека 600.000 лица се иселени од Македонија? Кај се нашите институции? Попис мора да се спроведе, никој не знае колку жители има Скопје во моментот, колку има општина Центар. Дончо Герасимовски. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Велам, поиндикативни се појавите кои што се случуваат во просторот на европскиот континент, во земите на Европа, каде што ако нешто слушаме повеќе, нека биде од, да речем, од економски карактеристики или појави кои што ги има во однос на работната сила, тоа е да поголем број земји ќе се соочуваат и во иднина со потреба од работна сила, каде што велиме дека во поедини земји, да речеме Чешка, Полска, Германија и така натаму, ќе имаат потреба од кадар на увоз на вработени кои што би работеле во нивните земји. Во балканските простори е покарактеристично, ако ги земеме земјите, примерно Бугарија, каде што во тренд негде сигурно повеќе од 20 години, да не речам, истовремено Србија, па тука не е исклучок и Хрватска, каде што во овие земји е карактеристична појавата што тие се длабоко навлегуваат не само од процесот на депопулација на просторот, туку и во длабока демографска старост на населението. Од кој аспект? Од аспект што просечно, да речем годишно негде околу 30 до 40.000 се намалува бројот на населението во овие земји. Од кои причини? Од причини што наталитетот опаѓа, морталитетот е многу појак и, односно поголем, и со тоа се јавува негативен природен прираст. А втората појава, односно на тој негативен прирост, е тоа што и бројот на населението се намалува. Вие земете една соседна Србија, која што или Бугарија имале 8 до 10 милиони население, сега веќе опаѓаат на 7, на 6,5. Според сите демографски дефиниции и стандарди, населението во една земја, доколку ја помине границата од 12% учество на население над 60 или 65 години возраст во вкупното население, таа земја веќе се наоѓа во демографска старост, а веќе после 13, 14 и 15%, за разлика од останатите карактеристични секако и нашата земја, каде што негде околу 18 и веќе 19% се движи учеството на ова возрастно население, така речено старечко население допринесува да навлегуваме во стадиумот на така речена демографска старост. Тоа што значи дека населението е се постаро и постаро. Влијанието во сите демографски аспекти е следно: намалување на бројот на учениците во училиштата, намалување во основните, во средните училишта, намалување на контингентот на работно способно население, со што допринесува секако за одредени мерки. Јас при случајно не го говорам во бројки кои што се спомнуваат, само да кажам, негде околу 45 до 50.000 ученици во основните училишта се намалени во последните 10 години. Тоа говори дека населението негде заминува или го нема. Ако имате во предвид дека претходната година имаме 23.500 живородени деца, а во прво деление во изминати 6 години или во претходните 6 години се родиле толку, тогаш значи негде уште во стартот на почетокот на учебните години, децата во прво деление кои ще запишуваат од велам 21.000 пример оваа година, кај се оние 3.500, 2.500, не е битно колку се, меѓутоа се помалку се бројот на ученици кои што се упис во прво деление. Бројот на македонското население по етничка припадност од година во година просечно 3 до 5
илјади се намалува по природен пат на природен прираст, тоа значи помалку се раѓаат, повеќе умираат, а за разлика од нив, тоа е појава и кај не само кај македонското, тука и кај српското, влашкото население, кои што се овие појави присутни, за разлика од албанското население, на појавите кои што ги има кај турското, ромското, па и бошњачкото, каде што овие појави се во позитивно салдо во скоро сите општини во државава и на ниво на држава. Ако од 1% на население или во апсолутни бројки се каже дека бројот на природниот прирост на населението е зголемен во државата за негде просечно е околу 3000, рачунете дека околу 4000-4500 е негативен тој природен прирост. Кај македонското население, за разлика од тоа, околу 5000 е позитивен кај албанското население, кај ромското и турското и бошначкото, што допринесува да имаме влијание на позитивен природен прирост и на појавите. Меѓутоа, овие појави се индикативни, односно може да се согледаат од регионален аспект, а тоа е сепак по тие региони во Република Македонија кои што постојат во 8-те, каде што најголеми или највисоки карактеристики се на демографски, економски, во пресметки на бруто домашен производ, развиеност на стопанството и така натаму, претежно во Скопскиот и Полошкиот регион, за да може сето тоа да има своји индикации. Вие земете најиндикативен и источниот регион аспект дека ви имате таму 11 општини, да апсолутно е непоимливо да во сите има негативни појави. Поинаку да прашам, што работите лите во светски размери? Дали подготвуваат некакви стратегии или стратегијата е да се намали населението, со намалувањето на населението ресурсите ќе бидат по-издашни за помал број на луѓе, отколку поголем број луѓе да ги користат истите ресурси. Што е едниот момент. Вториот момент е дали се размислува со каква работна сила да се алтернира недостатокот. До сега тоа го правеа со миграција, која ќе почнат и другите континенти да, например, како африканскиот, да забележуваат негативен прираст, тогаш кој ќе работи за нас? Роботите? Не може старите луѓе да работат, а млади нема. Видите, во оваа функција, кога говорам веќе за депопулација на просторот, веднаш може се забележи во аграрот, во областа на земјоделието, вие може да процените колку, односно да прошетате низ држава, конкретно кај нас, колку има обработливи површини. Земете го еден полог. Полог, кога се поминуваше од Тетово до Гостивар, не постоеше необработливо подрачје, земјиште, нива, простор и така натаму. Меѓутоа, денес одговорно тврдам дека ни 50% тоа се немали ниски, односно индустријски капацитети на производство на некои градежни материјали и така натаму, тоа допринесува да, значи, и во аграрот има силно влијание таа депопулација на просторот, односно намалување на населението. Ноќен експрес на канал 77. Професорка Маджоик, господја Костуранова, го слушнавте господин Герасимовски, поентите негови се многу јасни, кои се вашите коментари. Герасимовски ви прочитав претходно некои поенти, меѓу другото, кажа дека веќе сме или сме на граница, или сме над таа граница според која се определува демографската старост, длабока демографска старост. 18 до 19% од населението рече дека се старо е населението, така да се изразам. Како се одредуваат тие и дали навистина се толку фрапантни податоците за Македонија? Јас би дала некој краток коментар, па и вовет во однос на тоа што значи демографско старење, како процес, бидејќи го спомена и господинот претходно. Процесот на демографско старење е поврзан со биолошката структура на населението, особено со старосната. Или тоа значи дистрибуција на населението според одредена возраст. Кога имаме популација во која што бројот на лица кои што имаат 60, односно 65 години и повеќе да расте, тогаш велиме се случува процес на зрење па и старење на населението. Тука треба да имаме во предвид критичната вредност. Ако учеството на старите лица повеќе од 65 години достигне 8% и повеќе, состојбата е загрижувачка. Веќе навлегуваме во процес на демографско старење. Ние како што слушнавме имаме 19%. Колку е? Па бројките се различни зависно од кој извор се користат. Меѓутоа,
официјалните оние што ги имаме и на кои што можеме да се подпреме, дефинитивно потврдуваат дека ние сме зафатени со процесот на демографско старење. Значи, тие критични вредности на учество на стари лица во вкупната популација се надминати. Дори имаме многу регионални разлики на државно ниво и по региони. Пелагонискиот регион, Источниот регион, од оние 8 плански што ги спомена, Брдарскиот, се региони кои што се во, така да наречам, во длабока демографска старост навлесени. Значи, тој процент е многу повисок, може би 20%, па и повеќе. Реков, зависно од изворите што се користат и на која година се однесуваат податоците, тука човек секогаш мора да биде прецизен. А дека е проблем демографското старење е не само кај нас, туку и тоа е пошироко. светски проблем, нели? Не можеме да речеме дека е тренд кој што постои само кај нас. И нели, само во мощне развиени земји, еве Германија со години се соочува со така наречената бела чума. Таму е тоа последица, нели, на драстичен пад на наталитетот, луѓето, нели, да. некои ќе речат дека луѓето што се пообразовани, што поубаво и побогато живеат, тоа помалку прават деца. Нели, ако си ја упростиме до баналноста, помалку деца се раѓа, тебе така до баналноста која упростиме таа теза. Но кај нас се случува, например, во разговорот со Герасимовски се спомна, нели, дека има и разлика кај наталитетот и кај природниот прираст, кај различни етнички заедници во Македонија, што е веројатно последица можеби на образование, на различни социоекономски услови, различни нивоа на остварување или неостварување на некои права, различна економска положба и така натаму. Но впечаток е дека од овој удар сите страда. Сите страда. Светски тренд е намалување на наталитетот. Се помалку раѓања и тоа е со години наназад. Ако некој сме имале 40 и неколку 50 промили, сега имаме многу помалку. И тоа се одразва понатаму врз бројната динамика и структурата на населението. Се помалку деца се раѓаат вкупно, или она што рековме, тоталната стапка на фертилитет е се пониска и пониска, и тоа резултира со други негативни последици. Демографското старење и намалениот наталитет се поврзани. Одат, како би рекла јас, рака под рака. Два демографски процеси. Со тек на време, кога имаме намалување на раѓањата, во услови на варијабилност на смртноста, и таа треба да имаме во предвид, учеството на младите доаѓа во некој по-нисок обем, се помало е, на сметка на тоа расте учеството на населението 60-65 години. Повеќе што би кажале ние стари во вкупното. И тука веќе се издвојуваат различни етапи во процесот на демографско старење. Од различни истражувачи, различни комбинации, 5 стадиуми, 7 и така натаму, меѓутоа очигледно е дека Република Македонија е зафатена со процесот на демографско старење и рековме не само ние, туку и високо развиените држави многу претходно се соочиле со овој проблем. Германија, Италија, Грција се примери се пона исто така, да не зборуваме во светски рамки. Во однос на, ајде да речеме, развиените земји, тој проблем условно речено го решаваат со увоз. Така делумно нешто, или со емиграција, дозволуваат по либерални политики, се доселуваат луѓе, но како да го реши тој проблем Македонија? Ние извезуваме, условно речено, луѓе. Луѓе си одат од Македонија. Силен индикатор за тоа е бројот на пензионерите, соодносот со бројот на вработеното население. Ако порано бил 3:1, сега е сигурно 1,5-1. Па тоа се посебни показатели или коефициенти на зависност, ние ги нарекуваме, колку имаме активно или население кој што може да се вклучи во градење на оној бруто домашен производ и колку имаме корисници на тие нивни резултати. Тоа е младото и старото население. Тој сооднос некако се повеќе во интерес на повозрасните и тоа така и ќе продолжи понатаму. Но најаве парадокс, се намалува населението, а се зголемува бројот на студентите. Вистина ли е тоа? Не знам дали е така, ама знаеме дека се упишуваат помалку ученици во средните училишта, во основните училишта. Мислам дека и студентите има одреден пат во уписите. Како и да е, во Македонија има
еден друг момент, синдром што се јавува, а тоа е синдром на продолжена младост, ама не е на некој убав начин каде што ти не старееш и си тече животот и се е супер, туку каде што ти си сакал никел зависен колку еден тинеџер на твој 35 години. Односно живење дома со мама и тато, немаме зависење пари, од пензија нечија и од плата нечија. И сега ние зборуваме за ситуација кај што младата популација треба да ја условно кажано крепи по старата популација, посебно оние кои што се веќе отидени во пензија. Така Кај нас се случува обратно. Кај нас младите не можат да се грижат за себе си, па камоли за останатите. Бидејќи нема начин, чекаш со години за прва работа, условите за вработување се ужасни. Има еден исто така момент, а тоа е дека стапката на невработеност кај младите, кои што по последниот попис се 1/4 од популацијата на оваа држава, е двојно поголема од стапката на невработеност кај сите останати. Светската банка последните податоци 50,8%. Така, ама невработени млади луѓе. Тука треба да ги земеме предвид и оние податоци кои што не се гледаат од процентот, а тоа е колку млади луѓе се запишани на универзитетите кои што се дисперзираат, се отвараат нови универзитети на секаде, колку си отишле. Студентите, тоа над 45 години што возможуваат. И тие, ама да. И не се вработат. Значи еликсирот на младоста е всушност невработеноста. Така, и остануваш млад, барем што некоја година плюс. И ние не знаеме ништо од ова, не знаеме колку млади луѓе си отишле, треба Евростат да ни каже за да имаме осет. И на крајот на денот едноставно неодговорно е на држава да нема увид во својата популација затоа што тоа е основата на се. Дали само економските причини се причини или повод за заминување на младите во странство или за размислување да заминуваат во странство, или има и некои други причини кои што се поврзани со перспективност, со сигурност, со верување во државата, квалитетно образование. Зошто младите се помалку размислуваат за семејство и се потешко се одлучуваат да заплават во брачните води. Затоа што ако се само економските причини, тогаш во сиромашните држави нема да биде поголем бројот на бракови и на деца, а во богатите држави би бил поголем тој број. А обратно е, во сиромашните наталитетот е поголем, во богатите држави. Што покажуваат вашите истражувања, например, кога ќе ги прашате студентите, кои ги прашате средношколците? Фактографски за ова конкретно прашање сум сигурна дека професорката може да даде прецизен одговор. Јас можам да дадам личен. Размислување, Јас многу повеќе се плашам за иднината на некое дете што јас би го донела на овој свет отколку за сопствената, затоа што тоа е потешко да се издржи. А сега младите се во вистина незавидна позиција и не е само финансиски, дефинитивно. Многу луѓе си одат од земјава на привремено или со план да е привремено. Со план да добијат поквалитетно образование, со план да најдат добра работа, но мислам дека она што ги задржува во другите земји не е само економските можности, тука е квалитетот на живот, целокупно. Од како ти можеш да напредуваш на едно работно место и како се однесуваат со тебе, шансите, до твојот социјален живот, до твојот културен живот, до тоа што кога ќе кажеш нешто нема да бидеш предмет на прогон. А тоа се случува посебно со најактивните млади во моментов. Оние кои што се осудиле да се борат за подобро општество, да бидат активна единица во ова општество и да направат нешто да го подобрат сопствениот живот и животот на своите сограѓани. Било тоа студенти што се борат за подобар закон за високо образование, било тоа студенти што се борат за квалитетен избор на нивен представник, било тоа средношколци што сакаат да не бидат оценувани само според нивната моќ да запомнат нешто, туку според нивното вистинско знаење. Било тоа млади луѓе кои излегле на улица да се бунтуваат поради начинот на кој изгледа нивниот живот во оваа држава. Тие се луѓето што можат ова општество да го направат подобро. Тие се малкуте млади кои што имаат верба дека нешто може да се промени и кои што лично би преземале одговорност. И што им правиме ние на нив? Ги закружуваме со црвени кругови, ги етикетираме, им правиме мрежи, пајажини, чадори што сакаме, за да го оцрниме нивниот труд и напор да живееме во подобра земја. И нормално е дури да тие млади луѓе ја бараат иднината на друго место. И она сигурно сте слушнала изрекана. Држава со ваква младина не треба да се грижи за иднината на Германија. Затоа што многу паметни, активни млади луѓе испративме низ Европа. Реклами. Радиовизија. Реклами. Кои се сомневаат, седат по дома и ја чекаат.
За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уникат. Радиовизија ви представува Ноќен експрес втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Слушајте, гледајте и коментирајте. Шоу кое не смеете да го пропуштите. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Понеделник и среда 21 часот на канал 77. Слушајте и гледајте радио. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно случување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Ноќен експрес. Радиовизија. Специјални вести, феноменални вести, владини вести, неизвестни вести. Не прислушувате. Слушајте радио. Слушајте Ноќен експрес. Не прислушувајте. Што дојде овој делот кога рековте за младината за Германија. Всушност тоа беше едно од прашањата за квизот. И што вели андерграундот? Вака вели, на прашањето со ваква младина не треба да се плашиме за својата иднина, рекол Черчил, нула статистика. 67% рекле дека е Гоце Делчев, а 33% одговориле ЈБТ, Јосип Броз Тито. Прашањето беше со ваква младина треба да се плашиме за својата иднина. Точно или не? Тоа го рекол Јосип Броз Тито. Точно или неточно? Ова е збунувачко прашање. Значи, рекол нешто Јосип Броз Тито, ама не рекол со ваква младина треба да се плашиме за својата иднина. Рекол не треба да се плашиме за својата иднина. Така е. Добро, не е битно. Ја памтам Што беше тоа ли? Добро, број ги процентите. Инаку, процентиве вака велат 100 од 100 е за насловот на песната е Бела се чума зададе 0-0, а Црна се чума зададе е 100%. Значи, она се што пишале, одговори на Там квизот долу Македонија. Добар показател. Се владее овој патриотска песна. Многу сакам да ми кажеш како е со 100% исто статистика е ова. Од квизот точниот број на жители во Република Македонија го знае ДИК, Завод за статистика, МВР или никој. Што мислиш? Никој. Браво. Многу паметен овој никој. Што се бавиме другари од тоа? Што следува понатаму, Мачовски? Разговарав со еден повозрасен човек кој што е представник, односно председател на Сојузот на пензионери. Мислам дека има тука поенти, нешто што се врзува младоста и староста. Инаку Драги Аргировски е доказ дека обратено до она што е востановено, дека новинарите не живеат долго, дека многу млади умираат. Има шанс. Драги Аргировски е председател на Сојузот на пензионерите, а е наш поранешен колега новинар. Има наде. Што би рекле, има наде за нас. Да. Ноќен експрес. Господин Аргировски, вие ја предводите најбројната пензионерска асоциација во земјава. Преку вашите активности успеавте да остварите повеќе права, за разлика од далеку помладата популација, односно младите, кои што постојано се незадоволни. На таков начин покажувате дека сте мудри и знаете како. Што би требало младите да направат и да се огледаат на вашиот пример? Прашањето
околу мудроста нашето искуство, дека треба да го користат и младите генерации, е зацртано и канас во програмата и мислам дека ние овие постигња што ги имаме сме репрезентативен партнер на владата за прашања од пензионерските проблематики. Ние тоа се толку добиваме со учество со проекти. Така треба да одат и младите. Разбирате? Тоа е намерно спомнувам тоа, бидејќи тоа прогресот, тоа е правецот по кој треба да одат и младите да учествуваат на такви проекти. Имат они стручни кадри, млади се и така натаму. Не доаѓа тоа, не доаѓа од небо. Мора се борите за да ги реализирате своите права. Дори можеме да имаме реално земено и заеднички проекти, каде ќе биде многу појаки. Ова што ние до сега успеавме да имаме бесплатен превоз, бесплатниот железниčki сообраќај. Покренавме ние, тоа го веќе добија и младите и добро е тоа да доаѓа до тој спој на искуство и младост и до таа меѓугенерацијска соработка. Но и младината не треба да се организира само во студентска младина. Они треба да се организираат и како порано што беше во градовите да постојат младински организации кои ќе се борат за своите права, кои ќе се ангажираат за учество на тие проекти за исправна политика во државата, за нивно вработување, за на крај не само за вработување, за создавање услови за нивниот живот. Македонија од деценија во деценија станува постара, односно незината демографија се менува. Во кој правец би требало и државата и оние што раководат со неа да го насочат овој правец и да се спасиме од белата чума? Македонија навистина се повеќе демографски старее и за тоа можеби е и тоа како да се повеќе дават права на старите, а не на младите. А тоа е еден тек во цела Европа. Така би бил во Трст. Трст стана сега град на старост, на 270.000 има жители, се вршат насо се стари лица. Веќе младите отишке по други градови, надвор од Италија и така натаму. Дури младински домови што беа за нашата младост, таму веќе ги претварат за старски домови, ги претварат за достоинствен живот на старите лица. Се радувам кога еден млад ќе се вработи. Што прво, ако се вработи младиот, ќе нема да зима од својот дед, од баба, од неговата пензија да живее. Што ние сега, по сите наши солидувања, кои ќе собере тоа, околу 900.000 луѓе живеат со парите на пензијата. И ако се вработи еден од неговото семејство, автоматски повеќе пари остануваат за старите лица, односно за пензионерите. На тој начин и поголема има и среќа, мир меѓу нив, а на тој начин се создава и мир и среќа и во државата. Само вработувањето. Што поголем број на вработени луѓе, автоматски ќе се решава и тој проблем. Ноќен експрес гледајте го на kanal77.mk/YouTube. Следете не на facebook.com/kanal77 и twitter.com/kanal77. Отете ги младите лица за да им останат повеќе пари на старите, така вика колегата Аргировски. Дона, вечепна младински организации. Се порано имаше СКОј или СКМЈ. Или Сојуз за социјалистичка младина по на Македонија. Сега младински совет функционира ли тоа? Не знам, јас она што го знаеме на ниво на устно предание, нема каде да го прочиташ да го најдеш, е дека постоел некој национален младински совет, што имал канцеларија и карши влада, кој што ги содружувал сојузни извидници, поетска младина, театарска младина и така натаму. И дури имале, така ова зборуваме за раните години по освојување на Македонија, дури имале и тренинг центар за млади, си работеле дечкиве, следор еден ден не ги би сврлиле од канцелариите, изгаснал сојузот и ние ова како генерација не ни знаевме дека постоело, додека не почнавме да се бориме сами да си основаме совет. Тогаш дознавме за овие приказни. Имаше музичка младина порано, имаше. Да, како дел. Нешто од тоа се уште постои. И реално е дека има многу младински организации, многу од нив се навистина добри. Ама чуму постои на младински кога сите партии имат партиски подмладоци, они што се? Има само една организација што ги собира и подмладоците и на владините организации, се вика Национален младински сојуз на Македонија и
е најголемата чадор организација за млади и треба да биде она тело што институциите ќе Тоа го државна консултираат. институција? Не, тоа е проблемот. Сами го креираа младите и 4 години, 3 години подоцна институциите уште одбиваат да го признаат. Агенција за млади Агенција спорт. за спорт. работи нешто за младите или само за спорт? Или спортот и младите исто? На хартија нешто да, имаме усвоена национална стратегија за млади, која што спротивно на целата логика кога станува збор за млади, трае, што мислите, колку? 10 години. А трендовите кај младите се менуваат од година за година и нашата агенција процени дека ќе треба 10 годишен документ за млади, пошто ние толку многу знаеме и можеме да предвидиме како ќе изгледаат работите. И постои на хартија, документот има сега и акциски планови некакви се подготвуваат. Ние учествувавме и кога коментиравме ова треба да се промени, вака треба да се направи, ни вела не може. За напослед целата таа наша критика да излезе дека всушност било учество и ние сме учествувале да се направи стратегијата. Проценка колкав дел од буџетот на агенцијата, например, се троши за спорт, колку за Далеку повеќе за спорт, така. Многу далеку повеќе, 98 или 99% од средствата програмски одат во спорт, и тоа спортски сали пред се, не во млади. Тоа за е младите како ги трошат? Ви даваат на невладини или организираат? никако. Агенцијата за млади и спорт, тоа е еден од проблемите, фокусот е спортот и ние се младите. Нема проекти и средства вложени во млади, има нешто што се прави на хартија, еве ќе усвоиме стратегија, ќе усвоиме акциски план, но нема да го реализираме. Ќе прашаме што планираат невладините да направат, ова вистински се случува, напрашуваат што сте направиле вие за да се реализира стратегијата и со нашиот труд се пополнува извештај или документ, дека институциите нешто работеле. Тоа е голем проблем. Добро, едно прашање само за донапред да завршиме и со професорката. Цело време слушаме поплаки од страна на младите и се логично ќе праша човек, сме имале премиери млади, неколку, министри колку сакаш, луѓе на раководни функции млади. Зошто тогаш толку жалење? Тие луѓе се млади, значи достигнале врвни дострели, можеле да направат нешто за младите? Испаѓа дека повеќе прават за возрастните, нели? Овие бенефиции за возрастните, бесплатен транспорт и така натаму, отколку за својата условно речено возрастна група. Првото прашање што треба да го поставиме е ако се млади по возраст, дали тоа значи дека се грижат за младите? Не е неопходно и кога се гласаше рестриктивниот закон за абортус, жените гласа да се намалат можностите на другите жени да го користат тоа право. Второто прашање е како дошле на тие позиции? Дали тоа кај нас е на систем на мерит, на ти си добар, ти си квалитетен, тебе те бива и знаеш да работиш добро, или ти си послушен, предан и отчетен пред партијата, па затоа напредуваш. И затоа ние имаме многу млади политичари, но немаме младински политики, затоа што тоа нив не има приоритетот, ама очигледен приоритет на државава е се што мрда, што е само организирано младинско движење, да се отуги, да се оттргне, да се сузбија. Имаме студентите се контролирани преку тоа што постојат студентски парламенти, каде што вистинскиот студент не може да учествува само некоја мала елитна група. Средношколските унии се практично распаднати, освен една што фиктивно постои на хартија во централен регистар и се појавува на прес 2 пати во годината кога има потреба од неа. На локално ниво се направија совети во скоро сите општини и скоро сите општини советниците одлучуваат кој ќе биде во младинскиот совет. Младите немаат тука глас. Националниот младински совет постои. Признаен од Европскиот младински форум, Европскиот парламент го спомнува во 2 своји резолуции кон Македонија, ама нашата држава и нашата агенција очигледно знаат подобро, па затоа се уште не го признаваат. Реклами, Маджо, имаш нешто? Јас би сакал само додека веќе Донет беше активно, дека Киху Потру на еден хаштаг синдром на продолжена младост, поврзан со нашиот вечерва, изгледа да ја погоди вистинската тема. Синдром, браво за мала овца. Ете така, рекламите па се рачиме со муабет. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уникат.
Биди наш репортер од терен за секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување. Сврти на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Како ќе го сврдите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигналот за снимање, потоа соопштете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Не обрнувам внимание, секаде ми е дома со мебелот од Home by Almac. Дизајн на вашиот дом и голема понуда на сите видови мебел. Индустријска зона Василево, Струмица. almac.com.mk. Вашата удобност е наша грижа. Уживајте во дом од Almac. Зашто со нас секаде е дома. Хотел Еми е новата струмичка локација за состанок, веселба или релаксација. Хотел Еми нуди модерно примени соби, апартмани и 2 луксузно дизајнирани ресторани за свадби и секако вид свечиности. hotelemi.com за нови спомени. Лент сервис, најдобриот извор за чистење, деловни објекти, болници и училишта. Генерален дистрибутер за Македонија на светски познатиот француски бренд Аниос. Средства со двојно дејство за чистење и дезинфекција. Вашето решение за безпрекорна хигиена. lent-service.com 02 255 0157. Дами и господа, LED Light ви го представува Vitec. Докажан премиум бренд во осветлувањето. Запознаете ја модерната страна на светлоста. Мека, а силна. LED технологија, која малку троши. Vitec свети како сонце, а троши како свеќа. ledlight.mk. Радиовизија. Реклами. Имаме уште 3-4 минути до крајот. И чекаме карикатурите. Мажо, пушти ги кај мене на мејл. Професорке, важи ли тоа што го кажа, мислам дека Герасимовски претходно, дека ете да го упростиме повторно некако за да не разберат и слушателите, дека ете рибата прави милиони икри за да успее некое рибче, а лавот нема потреба, па затоа прави едно-две лавчиња. Колку зависи тоа колку човекот може да си приушти, благосостојбата на семејството, вработувањето секако рековме дека е еден важен фактор, но дали таа социјална сигурност, кога си комотен, влијае позитивно или негативно на прирастот? Или имаме ете примери од развиени земји каде условите се добри, но пак нема прираст. Бројот на раѓања се се помали. Одлуката да се донесе да се има деца и колку ќе има, зависи од многу фактори, не е тука само економскиот момент, туку и биолошкиот момент, способноста да се има, желбата, индивидуална, лична, културолошки, религиозни, општественото обкружување, сигурност, стабилност во секој поглед, желба за напредување, кариера или желба да се даде предност на семејството и неговиот просперитет. И ставот на општеството во поглед на семејните вредности треба да се има во предвид исто така во натамошните перспективи за подобрување на оваа состојба. Колку кај нас има вакви комбинирани социолошко-демографски истражувања кои што можат да навлезат малку подлабоко во оваа тема, бидејќи не се вложували воопшто во вашата струка, во тоа што може да ни даде истражувања колку што можеме, мислам колку што ни даваат и ни овозможуваат условите. Знам дека се правеше стратегија за семејството и развој на семејството, политиките кои што треба да се спроведуваат, бидејќи демографската состојба и демографската слика, која што кај нас се рековме загрижувачка, тоа очигледно, треба да биде основа за креирање на останатите политики. Ние кога ја имаме во предвид демографската структура и каква не е состојбата, ти ги планираме трендовите во наталитетот, миграцијските движења, вработувањето, подигнувањето на животниот стандард и многу други моменти. Сите други, образование, здравство, пензиски фондови, сите тие се доврзуваат едни на други. Бидете малку Не се спокојни, исклучени. карикатурата интересен е контекстот, илустрацијата. Излегувате од некаква пита, некакви проценти. Добро иде како идеја. Оптимистички така, ќе го биде, ќе имаме повеќе наталитет некојаш. И втората е Дона многу љута е некако, многу е
Не личи Борбена. од мене, не. А фризурата, Индекс пасаш. ова хипичка, каква е? Некоја постара. Некоја постара. Уште малку имаш 4 минути. Јас само да прашам колку се точни овие работи, кои се интересни моменти, макар што не се баш за смеење. Во Велеште, например, порано имало по 3 оделенија. Управо сега 10 ученици, не повеќе. Во Виница има еден интересен пример. Цело оделение пред некоја година замина за Италија, или речи цело оделение. И учителката исто така замина со оделението. Родителите се договориле со локалните власти тамо, овозможиле, обезбедиле буџет и за да ја платат учителката, и таа заминала за да ги учи децата од тоа оделение на македонски јазик. Повеќе деца се раѓаат во странство, македонски државјани, отколку во Македонија. За крај, асоциацији, но претходно едно интересно прашање. Во Данска се сеќавате таа кампањата "Имајте секс". Имала извонредни резултати. Значи, данците тоа го... Дали такво нешто би завршило работа во Македонија? Па, за доглед на тоа што ние зборуваме за децата, таму дошла работата. за сексот, бидејќи ние се уште имаме отпор кон тоа да има сеопфатно сексуално образование во училиштата, например. Создаваме генерација млади кои што не знаат ништо ни за сопственото сексуално и репродуктивно здравје. Така што далеку сме од таа реклама на многу различни нивоа. Ако се направи истражување, се порано имаат прво сексуално искуство, а се подосна раѓаат или не раѓаат. Професорка, има ли истражување кога била порано границата? Затоа што споменувавте вие биолошки часовник, а колку е повисока таа граница денеска? Па се подосна се раѓа првото дете, така да кажеме. Добро. Чекаме да се стекнеме со средно образование, па сега со високо, па да се вработиме и тоа го да најдеме партнер во меѓувреме што ни одговара, па да склучиме брак или претходно да настане бременоста, па ќе склучиме брак и се подосна и подосна се раѓаат децата. Прво, второ, за трето веќе се подалеку и потешка одлуката. На што ве асоцира трето дете кој ќе ви кажат? Ако речеме, богатството е во децата и во иднината, веројатно чувство на нешто убаво, меѓутоа тоа носи многу одговорности и обврски. И за првото, и за второто, и за третото. Нели сите се мили и драги. Меѓутоа носат одговорности. И во ова време ние како родители сигурно се обидуваме да им овозможиме што подобри и попристојни услови. Се стекна со соодветно образование, соодветни услови за живот. Да им се задоволат основните потреби. Барем има се повеќе, колку родителите можат да одговорат, не знам на вистина. Во асоциацији ставивме фертилитет. Научи Дона што е фертилитет? Мислам дека знаев. Па знаеш. А трето дете на тајзи прво ми текнува, после ми текнува на тоа дека ние имаме млади луѓе кои не можат да живеат сами. Или на песни за многодетно семејство. Да, ама не треба песни, треба стандарди, треба услови. Која не можеш да се издржиш. Не следам тоа. Не знам. Јувентус. Да. На фудбал. На фудбал. А од кај доаѓа? Добро. Да, јасно, се шегувам. Ама не, за ова да се одговори треба прво младите луѓе да имаат услови себе си да се издржуваат, а потоа и потенцијалните деца. И ние имаме еден куп примери што покажуваат дека ние имаме супер млади. Супер млади што знаат да се изборат за супер работа, за одличен бизнис, за феноменална кариера, за да бидат активен дел од некое друго општество. Единствената работа што треба ова општество да направи е да се отвори им да дозволи на младите да сами си го утврдуваат животот, да ги прифати како еднакви и равноправни на возрастните, затоа што и така многу добро знаат да кажат што е погрешно и што им треба и да направат нешто да биде подобро за сите и да ги смета за значаен дел. Значи, младите можат, покажа, последниве години посебно покажаа дека можат и како многу да направат, да кажат што треба и што не треба и да се организираат и да придонесат. Само треба да имаме општество кое што тоа нема да го гнетува и ќе го прифати. Мислам дека работите ќе бидат многу подобри за многу мина од нас. Професорке, за крај има ли спас од белата чума? Стратегија има на 5 години се носи. Последната за зголемување наталитет или демократска, како се така пронаталитетни политики се водат. Од 2015 до 2020 е таа стратегија.
нешто не дава резултати. Тоа е комплексна ситуација. Не оди тоа така лесно еден апел и сега ќе се подобри наталитетот. Треба многу мерки, комплексни и економски, подкрепени од институции, едукација, поддршка на населението, да се осознаат општествени вредности и интереси во однос на индивидуалните. Ова може би звучи многу теоретски, меѓутоа значењето на населението навистина е многу битно. На токму ова што го спомнавте, индивидуализмот, многу го детектираат како еден тренд кој што, особено на Запад, бавењето повеќе со себе и со своите потреби, влие на негативните трендови во наталитетот. Да. Може ли верата тука да заврши? Различни конфесии имаме тука на нашата територија и ти имаат одредена улога, ако ги анализираме во тој поглед. Некаде имаат поддршка, некаде имаат рестриктивни политики. Зависи каде како. Тие се помногу детни, односно имаат поголеми. Тоа се одредени само конфесии. Има примери каде што се промовира поголем број на деца во семејството или повеќе раѓања, каде што негативно се гледа на абортусот и така натаму, некаде има не така рестриктивни погледи во однос на намалувањето на бројот на децата. Благодарам за гостувањето, професор Милјана Маджејик. Благодарам и на вас. Дона Костуранова од Младински форум. Гега некоја мисла за крај? Само би сакал да кажем дека треба да слушнеме една песна вака. Вие само одјавете се, јас само ќе најавам песна. Тоа сакам. Многу детните, оние па не се од тие на тај кога има? Дона ги кажам. Како се викате? Не. А репризите кога имаме на оваа? Репризите, значи на оваа емисија јас ги гледаме и слушаме во сабота од 12:15, а она од среда ќе ви кажам во среда, иако оди таа во недела. Значи сабота и недела ова што го правиме муабет може повторно. Попладнечки овака. Супер, после стадион и така е. Purple Rain за крај, еве за Петрит од мене, Александра Јанова пее. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing. Only want to see you laughing in a purple rain, purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only want to see you laughing in a purple rain. I never meant it to be a weekend lover. Oh, I only wanted to be some kind of friend. Yeah. Oh, baby, I can never see you from another. Such a shame our friendship had
Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менаџер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Коловска, водители Столен Аумов, Петрица Рачини, Зора Маџовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гогов, аудиомиксер Зоран Истовски, електроинженер и организатор Методи Михајлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маџовски и Вања Мицевска, продукција Канал 77 Радиовизија, октомври 2016.